Сараево, главен град на Босна и Херцеговина. Иако градот под денешно име се појавува пред нешто помалку од 5 векови, организираните облици на живење и човечки престој во ова подрече датираат од пред 4500 години. Затоа сведочат остатоците на преку 90 неолитски населби на Бутмир, едно од најбогатите наоѓалишта на прастарата култура на Балканот. Како дата на основање на Сараево се земе 1462 година, кога Исабек Исаковиќ, градејќи ја царевата џамија, мостот на Милјацка, анот на Колобара, еден без истени повеќе дуќани, браната на Милјацка, Бендбаша со 10 млинови, резиденцијата со Конак и Сарај, воденица на Кошево, ги предал на јавно користење со својот ваковман. Опишуваните документи името Сараево првпат се спомнува во 1477 година на арапски јазик од тогашниот управник на Босанскиот Санџак, Ајазбек, а на денешниот босански јазик првпат се сретнува во 1507 година. Низ вековите Сараево поминувало специфичен пат на развојот. Кон крајот на 17 и почетокот на 18 век Сараево броело 50.000 жители со повеќе од 400 улици и се бројувало во однос на многу денес познати европски градови во Велеград. Во текот на своето траење, разните освојувачи на Босна и Херцеговина не го заобиколиле ниту Сараево, од римјаните, преку турците и австро-унгарците до Хитлеровата војска. Во почетокот на 1992 година Сараево станува главен град на независна и меѓународно призната држава Босна и Херцеговина и како таков преживува агресија до 1996 година во која се убиени 11.000 жители и е разурната стопанската, комуналната и урбаната инфраструктура. 3 историски настани го доведоа Сараево во жариштето на светскиот интерес. Убиството на австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд и неговата сопруга, големата војводкиња Софија Хотек на 28 јуни 1914 година, потоа 14-тите зимски олимписки игри одржани во февруари 1984 година во Сараево и неговата околина и скоро 4 годишната опсада во изминатата војна. Тоа беше кратка историја на градот во кој од 17 до 23 јули 2005 година фолклорниот ансамбл Тиквеш кој работи при Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци учествуваше на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. Еминентен фолклорен фестивал во чие 8-мо издание учествува ансамбли од Италија, Полска, Хрватска, Шпанија, Германија, Сенегал, Босна и Херцеговина и фолклорниот ансамбл Тиквеш како представник на Македонија. Во Сараево за време на фестивалот реализиравме обемен видеоматеријал од сите фестивалски протоколарни и вонпротоколарни случувања, кои ќе ги представиме во 3 информативно-репортажни емисии. И уште на почетокот на првата емисија мора да нагласиме. Во Сараево се случи уште еден успех на македонската култура, остварен од членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, најголемите кавдаречки културни амбасадори и најпознатите културни представници на нашиот град по странство. Приказната која ќе ја следите во 3 продолженија е приказна за успешните настапи на кавдаречките играорци на фестивалот во Сараево, низ која со фрагменти, низ слика и збор ќе се осврнеме на тоа што е Сараево и како живее денес, речиси една декада по трагичната војна и 4 годишната опсада во која сараевчани ги бранеа своите домови, својот град. Град кој е вистинска раскрстница на разните светски влијанија, град спој на источната и западната култура, град во кој неговите граѓани искрено го сакаат како таков, мултиетнички и мултикултурен град, по многу нешта единствен во светот. Но да ја почнеме приказната која ги спои Кавадарци и Сараево. За фолклорниот ансамбл Тиквеш, Меѓународниот фестивал на фолклорот Сараево 2005 и неговите организатори, наши домаќини за време на престојот во главниот град на Босна и Херцеговина. По долго, но удобно 14-часовно патување, кавдаречкиот ансамбл во Сараево пристигна во попладнените часови на 17 јули. Прв кого запознавме беше младиот господин Емир Капиќ,
кој веднаш ме освои со својата едноставност и позитивност, и додека се запознававме со условите во кои ќе бидат сместени кадаречките играурци и мало освежување во фестивалските простории, пристигна и нашите официјални водачи за време на фестивалските денови. Со Минела Мемеледжија и Семир Башич го испивме првото босанско кафе и веднаш знаевме дека со нив фестивалските денови ќе ни пројдат во најдобар ред. Членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш заедно со учесниците од останатите земји беа сместени во студентскиот хотел Неџаречи со сите потребни услови за престој во деновите исполнети со обемна фестивалска програма. По сместувањето и краткиот одмор, кој го искористивме да се запознаеме со блиската околина и се разбира со останатите учесници, истата вечер се одржа договорен состанок на представниците на ансамблите за распоредот на случувањата и обврските кои произлегуваат од тоа. Денот заврши со толку потребниот одмор, бидејќи следуваше првиот фестивалски ден, целиот исполнет со протоколарни настани и настапи на главната фестивалска сцена. Понеделник, 18 јули 2005 година. Фестивалот во Сараево започна. Според програмата, сите ансамбли во народни носии присуствуваа на прием на кој на сите учесници од страна на заменик градоначалникот на Сараево и заменик министерот за култура на Сараевскиот кантон им беа доделени пригодни поклони со желба на градот на Милјацка да се чувствуваат добро и да се представат на најдобар можен начин. Тоа сите учесници со кратка програма и го направија на приемот организиран во Сараевскиот дом на армија. И веќе на стартот од фестивалот беше јасно, кадаречките играурци ќе бидат во центарот на вниманието. Тоа се потврди со неколку интервјуа за познати босански и сараевски телевизии.
По завршувањето на приемот следуваше генерална проба на дефилето и генерална проба на отварањето на фестивалот. На 35 степени во Сараево, на главната фестивалска сцена, меѓу над 250 учесници на фестивалот, со голем елан и набој на позитивна енергија, членовите на ансамблот Тиквеш максимално го искористија терминот за проба со цел вечерта пред сараевчани и нивните гости од целиот свет да се представат во најдобро светло. Време беше да се покаже она што се подготвуваше на секојдневните проби во Кавадарци на сцената на Домот на културата. И самите можете да забележите дека превозот со автобусот од хотелот до местата предвидени за настапи максимално го искористивме да реализираме снимки од различни делови на Сараево. Град кој се уште ги лечи раните од 4 годишната опсада, но кој со големи чекори оди напред и го освоио светот со својата култура и единствениот урбан шмек. Свеченото дефиле со сите учесници на фестивалот започна во доцните попладневни часови, од платото пред Сараевскиот народен театар, продолжувајќи низ Ферхадија, низ Башчаршија, преку реката Милјацка, до централната фестивалска сцена на платото спроти зградата Вјечница, објект во кој пред војната била Народната библиотека и во чие уништување при бомбардирањето на Сараево буквално изгореле над 2 милиона книги. Дефилето со еден збор беше фантастично. За време на целото движење низ сараевските улици, граѓаните заедно со кавадаречките играорци ги пееа македонските песни, аплаудираа и поздравуваа. Впрочем, тој самите можете да го забележите од материјалот кој следува, а во кој освен дефилето низ Сараево, ви пренесуваме и дел од атмосферата од краткиот настап на сите ансамбли пред најпознатата Сараевска катедрала.
По пристигнувањето на централната фестивалска сцена започна церемонијата на свечено отварање на 8-миот поред Меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалничката на Сараево, госпоѓата Семиха Боровац, но пред самиот чин на отварање беа представени сите ансамбли, чии оркестри исполнија инструментално една позната босанска севдалинка, а сите учесници заеднички ја исполнија неофицијалната химна на градот Сараево, познатата тема Сараево љубави моја, од најпознатиот сараевчанец Кемал Монтено, и тоа беше величенствен чин за паметење. Може би делува субјективно, но авторот на оваа емисија, како директен сведок на фестивалските случувања, можеше да се увери во вниманието со кое сараевската публика ги следеше настапите на каодаречките играорци и искрените, долготрајни аплаузи со кои ги наградуваше. Затоа, уште првиот фестивалски ден можеше да се заклучи. Македонските песни и игри ги освоија срцата на сараевчани, како што тие не освоија нас со своето гостопримство и пријателство и љубов кон се што покажавме, а е македонско и автентично наше кавадаречко. Во продолжение ви пренесуваме дел од настапите на сите ансамбли, се разбира, вклучувајќи го првиот настап на членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш.
Што да се каже и види од првиот фестивалски ден во Сараево. По настапот за сцената ни се придружија представници на македонската амбасада во Босна и Херцеговина, кои не го крие задоволството што каверечките играоци успешно го започнаа престојот во Сараево. Добивме покана да ја посетиме амбасадата и истата ја реализиравме, а инсерти од посетата ќе можете да погледнете во наредните емисии. Според програмата на 8-миот поред Меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005 следуваа настапи во повеќе сараевски општини на отворени и затворени сцени со дефилеа и нови освоени срца. Се настапуваше во општините Стари град, Нови град Бриешче, Вогошча, Ново Сараево, Центар. Но тоа во наредната емисија од учеството на фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата од Кавадарци на 8-миот Меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005.
Организираното негување на македонскиот фолклор и традиција преку автентични кореографии на македонски народни песни и игри во Кавадарци датира од 1953 година, кога е основан Домот на културата Иван Мазов Климе. На почеткот како фолклорна секција во домот, а денес како самостојна програмска дејност, чиј носител е фолклорниот ансамбл Тиквеш, со 3 активни постави, народен оркестар и фолклорна школа, кавадаречките играорци се познати надвор од Македонија, за што сведочат бројните соработки со институции и ансамбли во странство и учества на еминентни фолклорни фестивали низ Европа. Веќе ви е познато, фолклорниот ансамбл Тиквеш од 17 до 23 јули 2005 година учествуваше на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005, заедно со ансамбли од Италија, Босна и Херцеговина, Шпанија, Хрватска, Германија, Полска и Сенегал. Ова е втора од 3 информативно-репортажни емисии кои ги реализиравме и се мал избор од обемниот видеоматеријал кој го снимивме во Сараево, главниот град на Босна и Херцеговина, каде кавадаречките играорци на најдобар начин го представија раскошот на македонскиот фолклор, ја представија Македонија и својот град Кавадарци. Веќе сме на вториот активен ден на меѓународниот фестивал на фолклорот Сараево 2005. Вторник е 19 јули. По успешниот настап на отварањето на фестивалот, организаторот го замоли ансамблот Тиквеш заедно со полскиот ансамбл вон предвидената програма да имаат вонреден дневен настап. Стануваше збор за настап од хуманитарен карактер во домот за стари и изнемоштени лица Неџаричи. Без никаков проблем од страна на кавадаречките играорци, беше прифатен настапот и реализиран на радост на организаторот на фестивалот и уште повеќе на огромна радост на жителите на домот, чии старички денови минуваат во осама, бидејќи се без семејства и повеќето се останати сами во текот на страотната војна во Босна и Херцеговина. Аплаузот на жителите на домот беа доволна награда за членовите на кавадаречкиот ансамбл. Македонскиот фолклор, барем за кратко, ја отргна тагата од нивните лица. Со оглед на тоа што домот за стари и изнемоштени лица не беше далеко од хотелот во кој бевме сместени, заедно со полскиот ансамбл пеш заминавме и се вративме и попатно реализиравме снимки на кои се гледа дека сите делови на Сараево се уште ги лечат раните од војната, но сараевчани со големи чекори одат напред со желба да бидат дел од Европа, дел од демократскиот свет.
По враќањето во студентскиот хотел Неđarići пристигна и поканата од полскиот ансамбл Једлинок да се запознаеме подобро и да поразговараме за идна соработка на двата ансамбли. Членовите на Једлинок доаѓаат од Вроцлав, град во Полска со 800.000 жители. Економски, стопански и универзитетски центар, град со големи и познати културни манифестации и со тоа започна и дружењето со полскиот ансамбл до последниот фестивалски ден. Уште истата вечер во своевидниот штаб на Каодарчани во една од хотелските соби беше и неформалната пријателска средба со договор за соработка, но за неа нешто подоцна во емисијата. А за да се биде пак во најдобар ред и ништо да не се остави на случајот, пред предвидениот вечерен настап кавдаречките играоци одржаа една, би рекол, жестока проба со цел спокојно да се дочека настапот и соверено да се излезе на сцена. По краткиот попладневен одмор, сите ансамбли учесници се упатија во општината Нови град во Бриешче, каде на големата фестивалска сцена поставена пред тамошното основно училиште се одржа целовечерен концерт. Сите ансамбли се представија со по две кореографии и интересно се повтори она што е карактеристично за фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој учествува на меѓународни фолклорни фестивали од овој тип. На секоја сцена да се представи со различни и оригинални кореографии на македонски игри и песни, што е војпат позитивно одекна кај фестивалската публика, останатите учесници и кај организаторот на фестивалот. Начин на кој кавдаречките играоци го представуваат богатството на македонскиот фолклор, со желба тоа богатство раскошно и од се срце да биде поклонето на фестивалските гости и учесници. Во продолжение, кратки инсерти од настапите на ансамблите од Италија, Босна и Херцеговина, Полска, Шпанија, малку подолг запис од настапот на Сенегал со необичниот и оригинален африкански фолклор и се разбира фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци, Република Македонија.
ci dara li yàlla la yàlla du ko def kenn mënu ci dara li yàlla la nee leen Fatou Gueye nee leen Fatou Gueye nee leen Fatou Gueye nee leen Seynabou Seynabou nee leen Seynabou nee leen Seynabou yom ma baramay yom ma baramay На враќањето кон хотелот, радоста од успешниот настап беше поделена со нашите први домаќини, нашите официјални фестивалски водачи, но и наши пријатели Минела Мемелеџија и Семир Башич. Токму на нашите драги пријатели Минела и Семир име посветуваме втората емисија од учеството на фолклорниот ансамбл Тиквеш на 8-миот меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005.
Денот заврши со пријатна средба со членовите на полскиот ансамбл Једлинов во своевидниот кавадаречки штаб во хотелот каде нашите нови пријатели ги запознавме со кавадарци и Македонија. И официјално фолклорниот ансамбл Тиквеш доби покана за учество на меѓународен фолклорен фестивал во градот Вроцлав, Република Полска. И веќе е среда, 20 јули во Сараево. Дојде време да се посети светски познатата Баш чаршија. Ги посетивме сите знаменитости, влеговме во најстарите сараевски џамии, католички катедрали и православни цркви. На секој чекор туристи од цел свет, кои дошле да го видат градот кој е раскрсница на светските култури и цивилизации, градот Сараево кој на секој чекор сведочи за страотната 4-годишна опсада во која животот го загубили 11.000 сараевчани. Особено потресни за нас беа изложбата со стална поставка на фотографии кои сведочат за трагедијата која ја доживеало Сараево и изложбата на фотографии посветени на 10 годишнината од геноцидот во босанскиот град Сребреница. Во книгите на впечатоци запишавме: никогаш да не се повтори. Погледнете ги сликите кои ги забележа нашата камера на нашата кратка прошетка на Баш чаршија, Ферхадија, покрај реката Милјацка, сведоци на поновата бурна историја на Сараево.
Во доцните попладневни часови сите фестивалски учесници заминаа за општина Богошча, каде во тамошниот дом на култура се одржа целовечерен концерт. Задолжително дефиле со краток информативен настап пред домот, краток неформален перформанс на музичарите од Кавадарци и Сенегал, запознавањето со членовите на локалниот фолклорен ансамбл и уште еден одличен настап на фолклорниот ансамбл Тиквиш. Ами што играеме сте? Што се филет? Се филемо е? Sportsdien.
Здраво, момци, дело.
Тоа вечер кавадаречките играорци приреда изненадување за својот водач и голема пријателка Минела. Скромен поклон за неа, за се што стори за нас за време на престојот во Сараево и незиното 24 часовно ангажирање околу учеството на кавадаречкиот ансамбл на овој еминентен фестивал. Денот заврши длабоко во ноќта со дружење на сите фестивалски учесници, кои беа воодушевени од умешноста на кавадаречките музичари и нивниот богат репертоар, кои максимално професионално си ја завршија својата задача и во официјалниот, но и во неофицијалниот дел од фестивалот. Овде ја завршуваме втората емисија посветена на учеството на фолклорниот ансамбл Тиквеш при Домот на културата Иван Мазов Климе на 8-миот поред меѓународен фестивал на фолклорот Сараево 2005. Приказната ќе ја заокружиме со уште една емисија со нови фестивалски доживувања на кавадаречките културни амбасадори, фолклорниот ансамбл Тиквеш.